Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Вечерашна наша главна тема на ова издание се Параолимписките игри. За да зборуваме за параолимпизмот во Македонија, но и на светско ниво, секако ќе ги опфатиме и параолимписките игри последни кои се случуваа во Рио, минатиот месец, имаме гости кои ќе зборуваат за оваа тема. Затоа добро вечер им велам на Ванчо Карамфилов, нашиот познат параолимпиец, Бранимир Јовановски, истакнат параолимпиец во минатото, сега селектор на нашата репрезентација, како и на Драган Дојчиновски, шеф на нашата мисија која беше на параолимписките игри во Рио. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Веќе помина известно време од параолимписките игри во Рио. Предпоставувам дека веќе имате направено едно убаво сумирање на резултатот што го постигнавте таму. Задоволни ли сте? Можевте ли повеќе? Или ова мислите дека е оптималниот резултат во овој момент? Па да, веќе се сумирани сите збиднувања што беа таму во Рио. Настапував во 3 дисциплини како и обично, за кои имав остварено квота и норма. Меѓутоа, мислам дека не успеав да го дадам оној мојот не максимум, него оној, да кажам така, висок резултат. Фалеа 2-3 кругчиња, 3-4 кругчиња фалеа до едно финале, до влез во финале, ама притисокот, големите спортски игри, тоа е многу голем настан кој го чекаме 4 години и да ви кажам право дека прави притисок малку повеќе отколку да едно европско првенство или светско првенство и така натаму, бидејќи го чекаме 4 цели години. Не сум, значи, баш најзадоволен од резултатот, затоа што можеше нешто повеќе, меѓутоа игрите си го направија своето и сепак она што го пружив, мислам дека задоволува од она што го работев. И Оливера Наковска-Бикова беше наша представничка на параолимписките во игри. Таа имаше еден позабележителен резултат во Рио. Од селекторски аспект, како вие го оценувате нашиот настап на овие игри? Јас повеќе милувам да ми каже дека сум тренер, бидејќи де факто сум тренер. Тоа ми е фела, тоа ми е она за што се едуцирав. Селектор е функција која во моментот исто така извршувам. Меѓутоа, од тренерска гледна точка, Оливера Наковска имаше навистина сериозен настап на параолимписките игри во Рио 2016. Таа влезе во финале во 2 дисциплини. Во незината дисциплина во која го освои златото во Лондон 2012 година, за жал не успеа да направи добар резултат. Влезе во финалето како трето пласирана, меѓутоа после 2 несреќни, лоши истрели за неја, 9-тиот и 10-тиот, го заврши својот надпревар на 7-то место. Сега новиот тип на стрелање на финале се разликува од претходните. Овдека после 8-миот истрел веќе почнува да испаѓаат по систем на елиминација. На секој 2 истрела од 8-миот према првиот, така да првиот и вториот всушност стрелат по 20 истрели, другите помалку, па затоа кога ќе ги видите резултатите на листата има голема разлика меѓу првиот и тоа е заради тоа што на 8-миот стрелат само 8 истрели, а првиот стрелал 20 истрели заради тоа. Меѓутоа во втората дисциплина на 50 метри, каде што исто така во последниот олимписки циклус имаше сериозни забележителни резултати, влезе во финалето и таму го освои 4-то место. Малку недостасуваше да дојде до медал. И мене ми е многу жал што во куларите по завршување на сето ова као неуспех, направивте неуспех, не освоивте медал. Многу е тешко да се освои медал на параолимписки игри. Тоа се многу сериозни резултати кои малте не се приближуваат кон резултатите и на лицата кои немаат инвалидност, спортистите кои немаат инвалидност. Ќе ве прекинам, извинете, такви некои податоци дека некои резултати од параолимписките игри биле за пласман во финале на олимписките игри кои претходно се одржуваа. Па, меѓу другото, на трката на, мислам, 10 на 1500 метри, првите четворица има подобар резултат од првопласираниот на олимписките игри. Сега тоа е више дискутабилно, бидејќи знаете кога трчите трка во иста конкуренција, можеби темпото ќе биде побрзо, побрзо, меѓутоа тоа се резултати кои се започнати, навистина започнати. Така да, она што ние како тим, јас како тренер го планиравме во Рио, скоро 90% ни се оствари. Стварно, навистина, жално е што Ванчо за 4 круга во дисциплина воздушен пиштол не влезе во финале, имаше голема шанса да влезе во финале. Меѓутоа, навистина притисокот е сериозен. Јас како спортист учествував на 4 параолимписки игри, на сите бев во финале.
знам како е да се борите за медал или за влез на финале на таков еден голем светски настан. Самиот пласман, знаејќи дека сте оставили илјадници други спортисти кои не успеале да се пласираат на параолимписките или седно на олимписките игри е за почит и мислам дека од тој аспект ние ја исполнивме апсолутно мисијата за која тргнавме таму. Инаку во тренажниот процес, особено во последните подготовки, завршните подготовки кои ги имавме 10 дена пред да тргнеме за Рио во Охрид, јас сум познат по тоа што правам многу графикони. Графиконите на успешност ветуваа многу. Навистина ветуваа многу, стрела над резултатите кои беа потребни за медал многу пати и навистина ние многу оптимистички тргнавме на тој настан. Па и ние оптимистички ве испративме со оглед дека со жалење морам да констатирам дека не испраќаме многу делегации ние на големи настани од Македонија со очекување на резултати. Кога заминуваат тие за Рио, имаше на Параолимпијадата постигнаа стварно голем успех. Со тоа што ние како Параолимписки комитет ги навикнавме македонската јавност и државата да постигнуваме само добри резултати. Очекувањата од вас се најголеми некако. Ја мислам дека овој резултат што го постигна Оливера и резултатите на Ванчо се стварно за почит и стварно за поттик и понатаму да постигнуваат овој резултати како и до сега. Игрите во Рио помина. Што подразбира сега нов предизвик за македонските параолимпици со оглед дека ние и немаме представници во многу спортови кои имаат учество на параолимписки игри или кои имаат се посериозни резултати. Како се одвива циклусот сега на подготовки, кои се големи надпреварувања што очекуваат и во иднина ли ќе одиме со Оливера и со Ванчо или постои можност да се развива параолимпиското движење во Македонија со нови наследници и со проширување на аспектите во повеќе спортови? Веќе со последните настапи, ние на 14 септември го завршивме последниот настап на 50 метри и по финалето на која Оливера испадна четврта, во моментот кога таа излегуваше од огнената линија и доаѓаше на столчето пред тренерот, или како кој стрелец ќе заврши со стрелба во финалето, мора да излезе од огнената линија, доаѓа на столчето до свој тренер. Зборот со која дочека Оливера, па добро, ќе биде подобро у Токио. Значи, ние веќе веднаш нашите мисли ги насочивме кон Токио. Тоа ќе биде еден долг пат, тоа ќе бидат сериозно тешки квалификации. Светот многу финансира во параолимпизмот, многу врвни тренери се вклучени во работата на параолимписките тимови на одделни држави. Ние се обидуваме тоа да го направиме и кај нас и за прв пат во структурата, во тимот кој беше на параолимписките игри имавме со нас лекар, имавме помошник тренер. Јас бев како тренер функционираше секако еден швајцарски часовник, секој си ги облагуваше функциите за кои појден таму. Нас не очекуваат многу надпревари, многу подготовки, апсолутно сите влегуваме во приказната за Токио, значи Ванчо, Оливера и неколку други наши спортисти кои се наметнаа во овој олимписки циклус. Пред се тука е Александар Јовановски, момче кој ветува и кој се приближи кон минимум олимписките норми потребни за учество на големи надпревари. Тука е Лидија Крстевска која имаше направено минимум олимписка норма за овој циклус, меѓутоа не успеа да направи квота за учество на самите параолимписки игри и секако нови други млади момчиња, девојчиња кои ќе сакаат да ни се приклучат во овој циклус, бидејќи ние планираме да отвориме денови на нашето стрелиште за тренинг, каде што под моје стручно раководство секако ќе се продолжи со она што значи привлекување на млади спортисти и обид да се подигнат нивните перформанси доволно за да се учествува на параолимписки игри. Меѓутоа, она што е битно е да се каже е дека не само стрелаштвото од Македонскиот параолимписки комитет ги тргна квалификациите за Рио 2016, како и за Лондон 2012, како и за Пекинг 2008. Ние во Федерацијата практикуваме 3 спортови кои се олимписки, тоа се атлетиката, пинг-понгот и
стрелаштвото. Значи, во сите овие три спорта започна квалификациите, ако говориме за Рио во 2014 година, се обидуваа нашите спортисти во атлетика и во пинг-понг да дојдат до некој посериозен резултат и настап, меѓутоа за жал се уште се далеку од она што значи минимум олимписка норма атлетичарите, а за пинг-понгарите е сосема друг тип на квалификација, тие мора да освојат високо место, висок пласман на европски или светски првенства или да соберат многу поени од квалификацијските турнири кои се организираат во текот на годината. За жал нашите пинг-понгари се уште немаат победа на официјални европски светски првенства, значи уште се и тие далеку од она што значи пласман. Меѓутоа се надеваме дека со систематски тренинг и со пред се ентузијазам, бидејќи мораме да потенцираме дека секогаш и од секогаш имаме проблем со финансиски средства, дека во тоа само промовирање тие мора да изнајдат и можности, и начини, време и средства да на некој начин ги подигнат своите перформанси. Манчо, вие имате и медали од големи надпреварувања. Се одморивте, предпоставувам, од настапот во Рио. Не ве исцрпуваат големите настани. Мотивирано и со амбиции ќе влегувате во новиот циклус. Токму така. Јас имам преку 50 меѓународни медали, значи од меѓународна сцена. До сега освоено еден е од тие параолимписки, значи на параолимпијадата во Атина сребрен медал. Јас наполнив овде на ова параолимпијада 60 години. Значи сум во една зрела, како да зрели години да кажеме, да не речам што не е никаква пречка очигледно. Меѓутоа случувањата на последната параолимпијада ме тераат да уште еве денес како и вас за прв пат и најавам дека ќе водам борба да учествувам и на наредната параолимпијада, која можеби и ќе ми биде збогување од спортското стрелаштво. Како активен стрелец, инаку за понатаму планирам и да се посветам малку и на младата генерација, популација, да може, ете, моето искуство да го пренесам на некој од нив. Не се изморив. Може би е чудно, интересно, меѓутоа не се чувствувам уште изморен. Очите добро гледаат, уште раката мирно стои. Така да, ако здравје Господ даде, што велиме, нели, ако даде за до наредната параолимпијада, ако успеам да освојам квота, секако дека ќе учествувам и еве, таа ветувам дека ќе се потрудам да се опростам од ова спортско надпреварување, дури со медал. Има простор до следната олимпијада. Каква е агендата надпреварувачка? Што содржат овие надпреварувачки сезони или години кај вас? Содржат многу надпревари, меѓутоа ние не сме присутни на сите, кажа нашиот тренер дека и секогаш нели финансиите се во прашање, финансиски не сме могли да присуствуваме сегде. Меѓу нашите тренинзи што ги обавуваме на професионално ниво и сето тоа, постои нешто во спортското стрелаштво, барем и кај другите спортови, иде излегување на меѓународна сцена, значи каде што се калите, каде што сте рамо до рамо со луѓето со кои што ќе се сретнете после 4 години на параолимпијадата, и тоа е многу едно нешто потребно за малце и духот да се ослободи, така да можете равноправно да им пружите не само отпор, него и да ги победите на параолимпијадата, што значи следуваат многу предизвици, многу меѓународни надпревари, од кои во зависност од средствата ќе видиме на колку ќе учествуваме и да се спремаме за понатаму. Повеќе на организацијски план со вас нормално би поразговарале, ќе ве вратам малку на игрите во Рио. Што покажуваат за параолимпиското движење овие игри во Рио и воопшто параолимписките игри кои се случуваат на 4 години? На кое ниво е организацијата на параолимписките игри? Блиску е до олимписките? Еднакво е? Да приближиме до гледачите, од тој аспект ве прашувам. Значи, параолимписките игри се на еднакво ниво со олимписките игри, затоа што ги организира еден организационен одбор. Значи, кој е за олимпијадата, тој е за параолимписките игри. Значи, условите во кои се сместени, во кои работат спортистите на параолимпијадата, се еднакви со спортистите што учествуваат на олимпијадата. Што се однесува до нашето заминување таму, ние оваа година отидовме многу подготвени на таа олимпијада, што се однесува организацијски и финансиски. Морам да
сега ги истакнам овде сите спонзори, сите чинители што ни помогнаа да овој проект го затвориме онака како што го затворивме. Значи, тука е Министерството за труд и социјална политика кој ни одвои доволно средства. Агенцијата за млади и спорт исто што помогна финансиски. Министерството за одбрана што ни донираше малокалибарска муниција, прв пат до сега се случило. Се надевам дека и понатаму ќе ни помагаат во тој сегмент, затоа што е доста тешко да се набави муниција за оптимална работа и оптимален тренажен процес на спортистите. Тука си неколку фирми што ни помогна, меѓу другото би ги спомнал Мелмакс, тоа е приватна фирма, Славе ортопедски завод, Филип II и ќе ме посети селекторот и тренерот. Да, Филафарм и собрание на градот Скопје, фудбалска федерација и општина Куманово, така да тие помогнаа сите да ние овој проект го завршиме онака како што завршиме на многу високо ниво. Добро е тоа, меѓутоа овие средства велите се за едно представување на високо ниво. Што треба да се случува? Како треба да се подобриме и организацијски и финансиски, кога во случај би имале, дај Боже, поголема делегација за настап на големо натпреварување, па и на параолимписки игри? Значи, секако тука можеме ли тоа организацијски да го издействуваме, да организираме и финанси и така натаму? Значи, тука секако пред се треба да застане државата, затоа што ние и овие спортисти и ние како делегација представуваме државата, не се представуваме самите себе си. Се надевам дека следнава година и изминатите години понатаму ќе успееме да излобираме доволно финансиски средства за спортистите да учествуваат и на голем број меѓународни надпревари, затоа што таму се освојуваат квоти за учество на параолимписките игри. Така да се надевам дека државата ќе ни излезе во пресрет. Еве сега нели се случува дебата, јавна расправа во Агенцијата за млади и спорт за финансирање за зголемување на финансирањето на врвниот спорт во Македонија, па се надеваме дека и ние ќе влеземе во тој дел од финансирање, затоа што заслужуваат овие спортисти стварно да излезат на меѓународна сцена, затоа што постигнуваат стварно врвни резултати, што во Македонија мислам дека никој не ги постигна. Бранимир, претпоставувам, но сигурно сум, вие имате многу контакти со параолимпиското движење надвор, со представници на други држави кои може би се и понапред и поорганизирани и подобро финансирани. На кој ниво е параолимпизмот во Македонија во споредба со Европа, со светот? Па сум, бидејќи јас ги обавам тие контакти со меѓународни параолимписки комитети, со одредени организациони одбори на големите надпреварувања. Можам да кажам дека со годините наназад ние успеавме Македонскиот параолимписки комитет да го подигнеме на високо ниво во однос на она што значи комуникација, организација и спремност да се соочиме со предизвикот за добар тренажен процес на нашите спортисти и настап на големи настани. Меѓутоа, како што спомна и Драган, проблемот е во тоа што параолимпизмот во Република Македонија се уште не е атрактивен за одредени фирми кои би влегле како спонзори или донатори во таа приказна. Од една страна, од втора страна, средствата кои ги добиваме, кои нормално се во рамките на можностите на самата Агенција за млади и спорт, не се доволни за да може да зборуваме за некој посериозен развој или за посериозно зафаќање со тренажен процес на повеќе кандидати. За разлика од нас, системот во државите во нашето обкружување, значи во државите кои произлегува од поранешната држава во која сите живеевме, е сосема поинаков, нивните буџети се побогати, имаат директно финансирање од игри на среќа и многу поголеми екипи. Јас мислам дека годинава околу 70 на спортисти од Србија параолимпици учествува на параолимписките игри, тие освоија како делегација. Да. Тие освоија и 9 параолимписки медали. Меѓутоа, она што е важно не е самиот настап на параолимписките игри, важни се сите оние надпревари кои се пред истите и особено надпреварите кои се случуваат 2 години пред да се одржат параолимписките игри, бидејќи тогаш стартува квалификацијскиот систем. Значи, квалификациите за Токио 2020 ќе стартуваат
и за Олимписки и за Паралимписки игри ќе стартуваат 2018 година. И од тука натаму би требало да се учествува буквално на сите надпревари за да се добие прво шанса да се направи квота, а второ да можете да ги тестирате перформансите на вашите спортисти со останатите спортисти и самите тие да на некој начин добијат посилна слика за себе, подобар селф-имидж. Секако дека беше фрапантно да се види дека една Украина, една Америка, Кина, Бразил, сите дојдоа со преку 200 спортисти на Паралимписките игри. Добро, ќе каже некој тоа се богати држави, нели, као имаат се. Меѓутоа, малку повеќе и во односот, во самиот однос, како се прифаќаат и можеби рушењето на парадигмата дека лицата со инвалидност се болни, немоцни, неспособни. Напротив, тие не се болни, имаат состојба која им е таква, утврдена заради инвалидитетот кој го носат од една страна, од втора страна се можеби многу подисциплинирани, посериозни во извршување на тренажните задачи од спортистите кои немаат инвалидност. За да не биде скриен податок за јавноста, ние тренираме во месеците пред големите настапи, некогаш и по 6 сата дневно. Некогаш многу често тој тренинг е поделен во два дела. Утринскиот дел кога се пука, например, малокалибарско оружје, попладневниот дел кога се пука воздушно оружје, секој од тие тренинзи трае по 2 по 3 сата, а честопати знаеме да тренираме и 3 вида на оружје во текот на денот. Тоа е страшно напорно и тешко и тоа се денови, недели, месеци, се тренира 11 месеци во годината. Не е доволно да се свати дека за Паралимписки игри е доволно да најдете некој дете со инвалидност, да го фатите за раче, да го доведете надпред, тој ќе ви постигне резултат. Нема шанс. Поставувам овие прашања зашто кај нас мислам дека во јавноста не е баш тоа најпрецизно, јасно и кристално за јавноста што значи параолимписко движење и параолимписки спорт воопшто. Од друга страна, во самиот тренажен процес е комплетно, барем јас се трудам комплетно да ја внесам науката со сите периодизација на тренинзи, со точен интервал кога да се започне, кога да се заврши. Спортистите се страшно дисциплинирани, Иванчо, Оливера и другите спортисти се редовно присутни на тренинзите. Тие одвојуваат дел од своето слободно време, дел од времето за семејство. Сите сме во работен однос, така да 8 часа не одзема од денот и работењето, така да тоа е страшно напорно. Ако земете во обзир дека треба да спиеме 8 сати, дека треба да работиме 8 сати, а 6 сати тренираме, тогаш замислете колку време ни останува. Навистина е тоа сериозен тренажен процес. Јас им честитам за тоа што тие толку даваат од себе, што буквално во циклусот па некаде јас се појавив на меѓународна сцена 1990 година и еве до сега ние тројцата заедно имаме преку 150 меѓународни медали од сите рангови на надпревари, значи од Паралимписки игри, од светски, од европски првенства, од светски купови и буквално можам да кажам дека сме го кренали знамето на Република Македонија на сите меридијани, буквално во сите континенти, сите држави, освен во Африка, таму немало првенство. Дека не се одржувало, не за друго. Тоа е причината зашто не таму. Така да пред нас навистина престои уште посветледнина доколку институциите на државата и нормално фирмите кои сакаат да влезат во оваа приказна се поотворени и со поголема поддршка. Слично прашање за вас. Вие си комуницирате со колегите од други држави кога се сретнувате на големи надпреварувања. Не мора да се Паралимписките игри, секако одите и на други надпреварувања. Што заклучувате вие по споредбите од оно што тие ви го кажуваат за нивните држави? Па добро, тоа сето го кажа Бране на некој начин. Еве, јас можам само да го потврдам, ние зборувајќи меѓу себе, нели, пријатели сме сепак и ако сме таму конкурентни еден на друг кога ќе дојдеме на линијата не се познаваме со никого, да не речем и со Оливера, нели, во дисциплините каде што пукаме заедно, ние сме таму, во две дисциплини сме конкурентни. Меѓутоа, надвор од сето тоа дружиме со јас конкретно дружам со повеќе луѓе од најразлични држави, значи не само од поранешните југословенски држави. По самото зборување кажува дека тие можат повеќе да си дозволат отколку ние заради финансиските средства, значи на прво ниво ги ставаме финансиските средства каде што одма се тоа секако основен критериум, така да. Второ се гледа по нивното опремување, по нивната нова опрема, нови оружје и така натаму. Зборувам сега за држави каде што навистина имаат повеќе средства и можат тоа да го направат. Меѓутоа,
ние и покрај сето тоа, ако кажеме, ние порано сме кажувале, еве се, ако дозволи браде, некојаш стрела ми со пиштол кој е постар од 20 на години. Значи, од луѓето што ќе дојдат генерации зад на себе ги на прагот чукаат тие, може да се случи да пука со постаро оружје од неговото. Нашето оружје е некако и сподновено и сметам дека ги задоволуваат барем оние критериуми кои што ние ги имаме. Пак почнувам од критериумот за финансирање. Значи, тука колку е финансирањето, толку се дозволуваме. Меѓу другото, мислам дека добро сме и опремени во однос на опремата према други држави. За понатаму се надевам дека ќе биде подобро. Се надевам дека еве и самата држава ќе го изнајде начинот, подобриот начин на подобро финансирање, па тогаш да можеме да правиме и споредба со некој од државите кои што се великани во носење на медали, на големи признанија од големи меѓународни збиднувања, не само Параолимпијадата, значи од светски европски првенства, каде се гледа дека тие доминираат. Ние како мала држава, јас мислам дека сепак доминираме. Двајца, тројца стрелци до пред едно одржување на Олимпијадата, значи бевме тројца стрелци, јас, Бранимир и Оливера, а сепак доминираме. И сега надвор од овде, знаете, некогаш покажуваат, леле, не ги тие, ама сега за Македонија викаат, леле, дошла и Македонија. Значи со страхопочитување према, со страхопочитување према нас. Сакам да дополнам, ако може, во однос на ова година учествувавме за прв пат на меѓународното првенство на Хановер. Тоа беше сериозен надпревар на кој присуствува малтене 70% од учесниците на Паралимписките игри во Рио и бевме сместени во нивната спортска академија. Она што е важно е дека, например, во Германија, по одделни нивни внатрешни држави и региони, постојат школи за спортски академии, каде што се сместени, се школуваат и тренираат надежите на Германија, на германската репрезентација и одредот на спортистите без инвалидност и одредот на спортистите со инвалидност. И тие низ еден програмиран тренажен процес и низ школа се едуцираат, утре да станат луѓе кои ќе имаат завршено одреден степен едукација од една страна, од втора страна имаат можност целодневно да тренираат, бидејќи тоа им е во склоп на наставната програма и тоа да тренираат со врни стручни лица од областа во спортот во кој се определиле. Значи, таа академија ги сместува интернатски, живеат буквално цело време таму и тоа не е пракса само за Германија, тоа е пракса за повеќето држави. Мислам дека кога и тука би се вовел еден таков систем, кога спортистите и тренерите не би размислувале за тоа од каде да најдат средства да најдат опрема, да купат ново оружје, опрема, муниција, не знам, или топки, ако е таква игра во прашање, дека не само перформансите спортски, него ќе се подобри и менталниот склоп кај самите спортисти кои ќе знаат дека се безгрижни, барем што се однесува до условите за тренажен процес и дека се она што ќе се случи како нивен квалитет или како нивно пропаѓање ќе биде нивна вина. Значи, кога вие знаете дека во овој тренажен процес тренерот може да ви овозможи да ви додели онолку опрема колку што ви е потребна за да го или муниција доколку се работи за стрелаштво, секако дека и обврската да се постигне подобар резултат се зголемува, самото тоа и нели и перформансите и самата слика за себе дека вредите. Тоа е многу битно во моменти кога ќе се најдете на огнена линија, кога ќе треба да започне надпреварот. Оти едно е тренинг, второ е надпревар. На надпреварот тогаш доаѓа до израз менталната силина на спортистот, бидејќи по перформанси, по техника, по број на тренажни часови сите се исти. Меѓутоа, по резултати се разликуваат токму заради тоа колку ментално може да се ослободат и да го постигнат она што ќе го. Тоа у годината имаме 1 до 2 надпревари, излегувате на надпревар, знаете дека не смеете се вратите во Република Македонија со 4-то место. Ќе каже некој лош резултат, глупости. Мислам, тоа е сериозно добар резултат, многу добар резултат. И сиот тој притисок, желбата вие да постигнете резултат, како и притисокот на јавноста да се вратите со постигнет резултат, односно освен медал, навистина многу ги оптоварува спортистите.
Вие споменавте дека на последните параолимписки игри сте имале сосема пристојни добри резултати за да отпатувате, за организацијски да се подготвите. Колкав напор е тоа? Колку треба да има ангажман за да се дојде до пристојни услови за да отпатува делегацијата? Добро, ние подготовките за учество на... И да го дополнам прашањето, извинете. Дали најдувате на разбирање со оглед на големината на настанот и со оглед на резултатите кои ги имаат нашите спортисти? Дали треба специјално да им објаснувате на луѓето? Информирани ли се? Тоа ме интересира. Значи, главните финансиери оваа година се запознаени за каква организација се работи и за какви спортисти се работи, така да мислам дека оваа година нема проблем во однос на тоа. Јас би се задржал, пред се сакам да ги информирам и гледачите да бидат информирани како функционира Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија. Значи, она се состои од 16 општински организации, кои опфаќа 3 нивоа на 3 спорта, што кажа Прејаска Браневир, значи стрелаштво, пинг-понг и атлетика. Имаме државни првенства во тие спортови. Значи, све тоа треба да се изорганизира, а финансиските средства за домашните првенства зборам се исто мали. Што се однесува до меѓународните настапи, ви кажав дека Агенцијата за млади спорт ги препозна спортистите како добри спортисти и мислам дека не финансира доволно, ама во границите на нејзините можности ни дозволува да учествуваме бар на 1 до 2 меѓународни надпревари. Напорите што ги вложуваме јас како генерален секретар во Федерацијата, тренерот, спортистите за обезбедување на дополнителни финансиски средства е голем, ама вреди да се вложи и труд и напор за да се обезбедат средства за овие спортисти. Бранимир, вие спомнавте дека квалификацијскиот период за следните игри почнува во 2018 година и дека треба на што повеќе меѓународни надпреварувања да се учествува за тоа да функционира како што вие посакувате, нели? Колку треба да се зголеми буџетот на вашиот што го имате за да успеете да учествувате на онку надпреварување колку што мислите дека е потребно, дека треба и дека е најдобро за спортистите? Сами ќе дадете до одговорот, откако ќе ви потенцирам каде е потребно да се настапува. Значи, квотите за учество на параолимписките игри, барем во стрелаштво, слично и во другите спортови, се добиваат на светското првенство кое ќе биде таа 2018 година, на европското првенство следната година. Од светското првенство 4 спортисти добиваат квота, од европското 2. И во секоја година квалификацијска, значи во 2018 и во 2019 има 3 светски купа кои се квалификацијски, каде што само првото место носи квота за учество. Значи, самиот пласман е многу сериозен. До 4-то место на светско, до 2-ро на европско и само прво место на светски купови. Меѓутоа, добро е што доколку спортистот освои квота и потоа се најде повторно на прво место, тоа место се спушта за по едно подоцна. Така да и другите спортисти имаат шанси и некаде на крајот на квалификациите и 10-то место може да се случи да носи 8-о, 7-о, да носи квалификација. Меѓутоа, светските купови се на 3 континента. Едниот е во Австралија, вториот е во Америка, третиот е во Европа. Ако ги земеме само авионските билети, ќе видите дека излезот на едно првенство е помеѓу 2 и 3.000 евра, во зависност од тоа дали по човек, дали се за кој континент се работи, некојаш може и повеќе од тоа, така да грубо гледано за да се настапи на светското првенство на 3 светски купа во 2018 година ќе бидат потребни по човек некаде 10.000 евра само за настап. А не зборувам за тренажен процес, не зборувам дека спортистите за да може да се подготват, например, еден тренинг со малокалибарско оружје кошта е околу 100 куршуми, 100 куршуми во цена од најефтините кои задоволуваат перформанси околу 7 евра по кутивче, значи 14 евра, значи они дневно имаат 20 евра трошок у тренинг само за муниција. А доаѓањето, метите, така да тоа е сериозна сума која треба да се обезбеди и воопшто не е едноставно да се обезбеди. Ние ги разбираме и економските прилики на Република Македонија и ограничениот буџет на Агенција за млади спорт. Овие мерки што сега се прокламираат како поддршка за
подобар спорт, можеби ќе доведат до подобрување на таа состојба, бидејќи денеска согласно законските одредби и оној кој сака да ви донира или да ве спонзорира, не само што не е ослободен од плаќање данок на добивка, туку треба и да плати персонален данок на парите што ќе ви го плати. И навистина е разбирливо што не можеме да најдеме фирма која... Мене ми се чини како една од посериозно добрите опции ослободувањето од данок, затоа што тоа стварно може да, навистина може да донесе компании пред се зборуват кои би финансирале. Јас бев спортист кој беше стипендиран во еден период. По моето враќање од Барселона 2002 година, кога освоив златен медал со светски олимписки рекорд, Лотарија на Македонија беше спонзор во 2 циклуса. Меѓутоа, во тоа време се добиваше потврда за врвен спортист од Министерството тогаш за образование и спорт. И фирмата беше ослободена од плаќање на данок на трошоците кои беа во таа програма. И навистина, доколку се врати тоа даночно олеснување, нормално со сериозна контрола кон фирмите, мислам дека ќе се најдат фирми кои ќе сакаат да влезат во донаторство, во спонзорство од своји причини. Дали е тоа од љубов према тој спорт, дали е тоа заради рекламирање, не е важно, значи апсолутно не е важно. Секој си има интерес, што е легитимно. Меѓутоа може да се вратат и со самото тоа ќе се растерети и буџетот на државата која треба да го обезбеди за врвен и квалитетен спорт. Меѓутоа, повторно ќе кажам, многу е неблагодарно да тренирате 11 месеци во годината и на крај да слушнете дека ова година излегуваме на еден или на 2 спортски настана. Тоа е убитачно за самите спортисти и во волјата за тренинг, и во перформансите кои ги постигнуваат, бидејќи ние гледаме од една друга перспектива. Јас, Ванчо и Оливера сме биле со години, еве и денеска Оливера е прва ранглиста во дисциплина воздушен пиштол. Значи, гледаме од позиција на водечки лица во светско стрелаштво. Не е исто како да одите од позиција да учествувам. И за да се задржите на тоа ниво, секако дека е, можеби, една од причините зашто јас престанав да тренирам активно и токму таа, кога ќе бидете долго време на светска листа и кога ќе освојувате многу значени медали, едноставно многу е подобро да се збогувате од спортот, отколку да доживеете сериозен пат и да ги лупите последните места на светска ранглиста. Така да се постигне тоа, секако дека е потребно многу волја, многу напор, меѓутоа и многу средства. Ќе продолжиме дебатата. Одиме на кратка пауза, за кратко се враќаме во студиото. Се отвори темата околу финансирањето, веќе подолго зборуваме за тоа. Ве обесхрабрува ли нешто кога ќе се соочите со проблеми од типот на тоа дека, ете, спомна Бранимир, дека вие тренирате 11 месеци, а на крај доаѓате до сознание дека имате 1 или 2 меѓународни надпреварувања. Како успевате тоа да не ве обесхрабри и да останете и во тренажен процес, и со амбиција, и со волја, и со желба? Па не знам, можеби е до нашиот менталитет што го поседуваме, можеби и до нешто друго. Не се обесхрабруваме. Можам да кажам за мене, а истото и за Оливера го кажувам. Еден податок кој што, например, малокалибарска муниција ние немаме до делот на негде април месец, еве и од сега натаму, немаме доволно за да можеме да тренираме. Што значи тие две оружја буквално не ги тренираме со муниција, него начинот на суво пукање без муниција и така натаму, и ќе добиеме нешто муниција при крајот на месец март, април таму негде, па еден месец се спремаме и одиме на големи надпреварувања без значи што значи сега да се стегаме, па не сме имали муниција или не знам што, немаме доволно средства да настапиме на тоа. Не. Значи дефинитивно не. Нас не носи спортското во нас, и кај мене, зборувам сега и за колешката, меѓутоа кај мене спортското во нас, дека ние сме сепак спремни, дали сме тренирале на таков начин или на ваков начин, го прифаќаме тој начин на тренинзи, го прифаќаме изазовот дека нема да можеме таму да отидеме, ќе отидеме таму на пол низок ранг, ниво на надпреварување, кое што ќе не кошта помалку, нели, ако можеме да отидеме. И сето тоа, верувајте ми, искрен сум, не ни пречи. Се менува менталниот склоп. Ако знаеме дека имаме 3 првенства, секој од нас очекува дека годината ќе се барем еден медал. Ако имаме 3 првенства, тоа е добро. Имаме 3 шанси. Ако имаме едно, тогаш на тоа ќе го освоиме. Има еден куриозитет за наша репрезентација, некаде во периодот
од може би 2000 година, веројатно и пред тоа, па некаде до 2008 година не се случило да настапиме на првенство, а да не се вратиме со освоен медал. Некој од нас тројца, не е важно кој, или сите тројца, не е битно. И токму е тоа она што веројатно ствари навика кај луѓето дека овие едат некој првенство кај што се делат медали, односно се берат како крушки од дрво. Не е таков почет. Сигурно сум дека не е таков. Сериозно, меѓутоа кога би можел некој да дојде да влезе во нашиот табор, па тоа е толку нервоза, тоа се толку бидување, тоа се толку разговори, тоа е толку разработување на тактики, тоа е толку бодрење едни со други, некогаш и нервози, некогаш и караници. Значи, внатре функционираме вака како во една кошница од пчела и никој тоа не гледа што се случува внатре, меѓутоа е навистина тензично, навистина желбите се големи, треба да се спуштат на оптимално ниво за да може да се истакнат перформанси и само тој кој бил во тренажен процес може да почувствува и да знае што се случува во психата на спортистот и на стручниот штаб за време на подготовки, за време на големи надпревари. Народот е навикнат да слушне добра вест, ние сите се радуваме кога нашите спортисти ќе постигнат добри резултати. Го искажуваме тоа задоволство на различни начини, некој врицка, некој скока, некој. Меѓутоа, кога ќе го почувствувате тоа од внатре, кога вие ќе видите единката која го освојува медалот е многу поинаку. Јас се сеќавам на зборовите на еден ваш колега Калински во моментот кога ме интервјураше во Барселона после освоениот медал, непосредно после тој медал, и тој ме прашува воодушевен, еуфоричен, со таков тон на глас. Јас му одговарам како робот, па добро беше, има криза тој. И едно време тој вели стоп, застанете малку, дај, ова ќе го снимеме повторно, зашто вика па Бранимир, кај ти е радост? Јас воопшто не ја почувствував радоста на освоениот медал во онаа мера во која веројатно гледачите, публиката го почувствувале тоа, бидејќи во тој момент за мене, во тој момент за спортистите, тоа е финале на една тешко одработена работа. Како да сте добиле награда за сиот труд кој сте го постигнали. И во тој момент подосна ви е многу подраго него во самиот момент на постигнување на резултатот. И секако дека за поздравување е желбата што ве држува. Ние траеме долги години, 20 на години траеме како врв на спортското стрелаштво. Можам да кажам дека резултатите кои се постигнуваат, кои се потребни за влез во финале се на ниво на минимум олимписки норми за олимпијада. Значи нашите спортисти треба да освојат резултат кој е минимум олимписка норма за олимписки игри за да може да влезат во финале. Самото тоа кажува какви перформанси се потребни за да настапите на таков настан. Спомна Бране куриозитети, меѓутоа е сепак он скромен малку укажувањето од нашите, така да речам, ете пофалбени нешта. Јас морам да кажам два куриозитета кои што се случија 2001 година Вингстед Данска, кога јас и Оливера бевме европски шампиони, меѓутоа интернационално беше, значи учествува и од другите континенти надпреварувачи. 4 пати се свиреше химната за нас, 4 пати се, 2 пати за Оливера, 2 пати за мене се креваше знамето. Во Полска или во Полска се наредивме тројцата на прво, второ, трето место, значи освоивме прво, второ и трето место на пиедестал да застане една држава со своите 3. Не зборувам како тим, туку поединачно бевме. Тоа се некои куриозитетни нешта, тоа се нешта кои што некогаш можеби и овој народ треба да точно така да ги свати дека не е ова нашето шала, не е ова нашето играчка, него го даваме она што го даваме од нас, исто како и буквално речено, условно речено, како здравите стрелци. Се случувале такви работи. Ние сме доваѓале наградите по 5-6 медали, одедно надпреварување. Што такви, што така. Тоа е нештото кое што стои зад нас, а и како иднина за оние што треба да не наследат. Како организацијата на вашата организација се носи со големината на овие спортисти? Затоа што нивните резултати се навистина на исклучително завидно ниво. Треба некој да оди во чекор со нив. Да, значи федерацијата е препознатлива по тоа што и во сите спортски федерации што се во Македонија, ја мислам дека во врвот во однос на постигнувањата на врвни спортски резултати и Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија го почитува тоа и
секогаш се труди да има возможни максимално добри услови за работа, со тоа што они го враќаат со најдоброто. Океј. Бранимир, што може да се каже за иднината на параолимпизмот во Македонија? Ние зборуваме дека овие нашите активни стрелци и понатаму ќе се борат за големи резултати. Меѓутоа, сепак се има некаков крај, нечија кариера, нечии постигнувања. Што можеме да очекуваме во перспектива, да речем? Секој сум бил оптимист во животот, секој сум ја гледал ведрата страна на нештата и сега гледам таа иста страна. Знаејќи го квалитетот на спортистите, особено на стрелците, сметам дека имаме одлична иднина, светла иднина. Доаѓаат некои нови стрелци кои се желни да ги покажат своите перформанси, се желни да не победат, да бидат подобри од нас, што е добро. И ние тоа нема да им го дозволиме така лесно и едноставно. Тоа е она внатрешна борба која е пријателска, меѓутоа е ривалитет, позитивен. Ќе се обидеме да им пружиме се што е можно на тие млади спортисти да го доживеат барем делот на оно што ние сме го доживеале во нашите спортски кариери. Секако дека ќе се потрудиме некаде од почетокот на следната година да се отвори едно школо посериозно каде што ќе има повеќе спортисти кои ќе добијат шанса, бидејќи само со одреден квантитет може да рачунаме и на дополнителен квалитет во иднина. Убеден сум дека ќе успееме да ги мотивираме и спортистите од другите спортови, од атлетика, од пинг-понг, посериозно да се зафатат со тренажен процес. Само сериозен тренажен процес може да... Има ли заинтересираност? Па, морам да признам дека многу помало отколку кај нашите стрелци. Значи, јас долги години бев председател на Македонскиот паралимпски комитет од 2000 до 2012 година и ги следевме заедно со Драган и со претходниот наш генерален секретар збитнувањата и тренажните процеси на нашите спортисти. Она што моите спортисти го тренираат во еден месец, тие не го тренираат во една година. Објективно гледаме. Значи, често пати ќе знаат да кажат, ама да се инвестира онолку средства колку во стрелаштво и ние ќе бевме на тоа поле, не е точно. Јас кога влегува во репрезентација на Југославија дамнешните години, крајот на 80-тите години, сам ги финансирав сите, освен еден турнир ми финансираше федерацијата, сите други 7, 8, 9, не е важно колку, кои беа во Загреб, Лјубљана, Сараево, Белград, тоа би било сега меѓународно балканско првенство, ги финансирав собствени средства. Само јас знам и моето семејство како сме го завршували тоа, меѓутоа чувствував дека имам одреден квалитет. Тој квалитет допринесе после да влезам во составна таа репрезентација и да освојам многу титули и со тимот на Југославија и подосна со Република Македонија. Сакам да кажам дека секој оној кој сака да влезе во приказна, тој исто го направил Иванчо, тој исто го правил Оливера, мора да инвестира и дел од собствени средства. Тоа е само финансирање, тоа е само промовирање, тоа е моментот кога вие треба да оскокнете и да дојдете до едно ниво кога ќе ве препознае државата. Не очекувам дека некој ќе финансира некого кој нема да биде препознат, кој нема да даде одреден фидбек и кој нема да има резултати кои се започнат. И тоа така и треба да биде. Затоа не е едноставно да се размислува од позиција добро, ние имаме федерација, па сега таа федерација нас треба да не финансира, а ние да спортуваме, федерацијата не финансира, ние не спортуваме. Така нема развој. И во така поставени услови нема шанса да се добие квота за учество на паралимписки игри. Ние имаме еден пех во целата таа приказна, не можеме да бараме универзална валд карта, од причина што имаме спортисти кои освојат квота. Такви се правилата на Паралимпискиот комитет. Доколку имате спортист кој освоил редовна квота, регуларна квота, немате право да барате универзална вајлд карта, а го немаме она што го има на Олимписките игри, да атлетиката, без оглед на тоа дали некој постигнал МКС или не, има право по едно машко, по едно женско во атлетика, пливање до шилот, тоа кај нас го нема во параолимпизмот. И затоа тоа е причината зашто цело време остануваме само со овој тим кој е изузетно квалитетен и кој навистина со собствен труд и на свој собствен грб успел да се избори за таков пласман. Сте размислувале ли како може федерацијата да анимира повеќе луѓе, повеќе спортисти, луѓе кои би се занимавале со спорт на одреден начин? Затоа што спомна и Бранимир, мора да има повеќе кандидати за да се најде еден кој би
бил потенцијален за добри резултати. Да, значи Федерацијата во сите 3 спорта што ги практикува, си има селектори и тие има задача да во општинските организации препознаат помлади лица што сакаат да се занимаваат со спорт и да се фокусираат на нивниот тренажен процес. Знаете дека Агенцијата за млади спорт одвојува спортски стипендии за млади спортисти. Ние сме вклучени во исто со 10 наши спортисти. Гледаме тие спортисти што се стипендисти на агенцијата, што повеќе да ги вклучиме во тренажен процес во спортовите за кои се стипендирани. Така да мислам дека ќе најдеме начин како федерација да ги анимираме помладите пред се, за да тргнат постапките на нормално овие врвни спортисти што постигнуваат врвни резултати. Гледате ли наследници во она што сега го гледате во помладите генерации? Па гледам наследници, а што се однесува на стрелаштвото. Значи, гледам наследници, мислам дека ќе се појават и нови луѓе, освен тие што се Бранимир што ги спомна на нашите наследници. Гледам во не само поблиска иднина и понатаму гледам дека да, ќе се случи да дојдат нови лица, има веќе заинтересираност, доаѓаат на стрелиштето во Кисела вода, така се јавуваат некои, изразуваат желби преку социјалната мрежа Facebook и други од други градови, меѓутоа немаат услови да започнат, па сега ние сме тие кои што ќе треба и да помогнеме на некој начин како да ги вклучиме во тоа. Да, гледам конкретно за стрелаштвото. И можам да кажам слободно дека и за пинг-понгот еве назад некоја година се појавуваат млади луѓе кои што да перспективни, каде што гледам. Во атлетиката засега не гледам дека ќе се најде некоја помлада особа, помладо дете, ако се сведува на тоа дека на атлетските надпревари кога одиме, гледам луѓето повеќе од 22-3 години старост се занимаваат уште со атлетика. За мене тоа е така неспорно дека тие луѓе ќе постигнат нешто на постари години. Таму очекувам да се појават помлади генерации, млади дечки, на кои што ќе им помогнеме ние, ете, без разлика што сме од спортот стрелаштво, ќе им помогнеме на некој начин како тие да тргнат по тој пат на угорница и да ја освојат угорницата. При крај сме некаде, Бранимир, на една глобална оценка за параолимпиското движење на светско ниво. Ние малку зборувавме пред емисијата, јас ви кажував дека следам многу, особено британските медиуми, па и пред се BBC, на кој начин го проследија настапот на британските параолимпици. Она што мене ме фасцинира е дека е тоа очигледно сериозно голем буџет, сериозно големо почитување кон луѓето кои се занимаваат, кои се учесници на параолимписките игри и таква медиумска покриеност. Мене тоа ми беше навистина фасцинантно. Па само ги погледнете, значи поред поддршката од државата, спонзорите кои се во таа приказна, British Petrol, Allianz, Deutsche Telekom и така натаму, најголемите можни компании се донатори на средства и стипендисти на врвните спортисти. Секоја година спишуваат конкурс за стипендирање од еден спортист. Кај нив ќе ви биде јасно дека таа приказна е малку поинаква од нашата овде во Република Македонија. Велика Британија е зародиш на параолимпиското движење. Таму 1948 година доктор Лудвиг Гутман започнал да практикува спортски настани, спортски надпревари за рехабилитација на оштетените со кичма овие ветерани од Втора светска војна. И увидел дека оние кои биле вклучени во спортски настани многу побрзо се рехабилитирале, многу поголема волја за живот добивале и полесно се социализирале понатаму отколку онаа група која не практикувала никакви спортски вежби. Така и се родила идејата да се отворат спортски игри. Тој ги нарекол Стоук Мендевилски игри. Учествувале 18 надпреварувачи во колички, во стреличарство, меѓу кои две жени. И таа 1952 година започнало движењето на спортот на лицата со инвалидност со физичко оштетување зборувам. Значи не зборувам за останатите оштетувања. За да 1960 година прераснат во први параолимписки игри,
Тие се случиле во Рим и следните се одржале на истото место како и Олимписките игри во Токио, меѓутоа увиделе дека инфраструктурата во државите не е на задоволително ниво, а со оглед на тоа дека на првите и вторите паралимписки игри учествувале само лица во инвалидски колички, било многу тешко да се најде простор за сместување, влез во дворани и паралелно со развојот на движењето на параолимпизмот се подобрувала инфраструктурата, односно пристапноста до јавните објекти. Затоа и игрите биле тргнати од градовите домаќини, значи се одржувале на други места, а не во градовите во кои се одржувале Олимписките игри, се до Сеул 1988 година, кога повторно се враќаат на едно место, за да 92 година Барселона стане првиот адаптиран град, кој 95% од јавниот транспорт, меѓу другото, е адаптиран за лица со потешка инвалидност, кои се движат со инвалидска количка, и да продолжат натаму со понатамошен развој 2004 година да започне да ги организира еден комитет, од кој веќе намаму за да аплицирате за организација на Олимписки игри, мора да ги прифатите и Параолимписките игри. Од една страна и од втора страна... Тоа разбира сериозна подготвеност на градот домаќин. Па еве сега ќе ви кажам, во Рио 2016 година сега се свршија повеќе рекорди, значи настапија 4333 спортисти од 159 држави плюс тимот на избеглици. За прв пат настапија на Олимписките игри, мислам дека беа 8 во тој тим, на Параолимписките игри беа 20 од тој тим, од кои 2663 мажи и 1670 жени. Беа поделени 528 комплети на медали во 22 спорта, повторно најмногу, 20 беа во Лондон. Беа срушени 220 светски и 432 параолимписки рекорди. Ако ја погледнеме бројката 528 дисциплини, а овие заедно имаат преку 600, значи се рушиле рекордите во квалификации, во четвртфинале, полуфинале, во финале. Самото рушење рекорди значи дека, и толкаво рушење рекорди значи дека од година во година се вложува многу во развојот на овој спорт, се вклучуваат струшеници, како што кажа и претходно, и се возможуваат услови и едноставно параолимпизмот стана втората најголема спортска манифестација во годината на Олимписки игри. Значи веднаш после Олимпијадата и Параолимпијадата. Долго се размислува да тие се случат во исто време на исто место, меѓутоа малку е невозможно бидејќи ако земеме во обзир дека имаше 4330 спортисти и уште околу 2000 тренери и останато раководство, тоа се 6000 и 16000 од Олимписките игри. Тоа би било 22-3000 олимписко село за 22-3000 луѓе, што е скоро невозможно. Не само тоа, јапонците во 2020 кои се многу амбициозни и прецизни, нема да можат. Тешко би било. И не само тоа, него и самиот капацитет на стадионот, пред се и на базенот, каде што има најмногу спортски дисциплини, не може да издржи целодневна програма со толку дисциплини на број. Така да, веројатно уште некој време ќе бидат одвоени, се оди на тоа да се намалат групите да се намалат категориите на оштетување, да се соединат оние кои се блиско една друга, за да се намалат овие 528 дисциплини на помал број и во тој случај веројатно би можело да се размислува и на една таква идеја во иднина. Јас многу ви благодарам што одвоивте време да гостувате во телевизија Нова и да ја збогатите нашата програма. Се надевам во скоро време, во перспектива ќе се видиме повторно, ќе поразговараме и за други теми и други аспекти кои ги опфаќаат вашите активности. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани, ние тука завршуваме со главниот дел од ова издание на Отвореното спортско студио. За кратко се враќаме со нова тема. Останете со нас. Почитувани, се враќаме со вториот дел од нашата емисија. Ќе зборуваме на сосема поинаква тема од она што го зборувавме досега, но секако ќе се обидеме и во продолжение да го задржиме вашето внимание. Во следните минути мој гостин е Ивица Јаковлевски. Добро вечер и добро дојдовте. Вие сте представник на Про баскетбол тренинг. Тоа е првата школа во Македонија која се занимава со индивидуален тренинг на кошаркари. Добро би било првично да објасниме што значи тоа всушност. Пред се благодарам на поканата за да бидам гостин во вашата прекрасна емисија.
Вака, пробаскетбол тренинг работи повеќе од пола година. Официјално со фан страна на Facebook. Сакам да кажам дека пробаскетбол тренинг е првата индивидуална школа оформена во Македонија која се занимава со индивидуално третирање на играчите, односно индивидуален тренинг. Значи тоа е иновативен начин на работа, иновативен процес и метод на работа кој сакам да го имплементирам тука во Република Македонија и во младинските категории и во А селекцијата, репрезентацијата на Македонија. Мислам дека е многу потребно затоа што гледаме во поново време дека веќе имаме некоја стагнација како во другите спортови, така и во кошарката. Немаме млади играчи, имаме многу дефицит на млади играчи кои идат надвор од Републиката. Така да сметам дека овој иновативен процес и метод на работа треба да биде вметнат во секој клуб и во секоја репрезентација. Што значи тоа? Тоа значи дека на тренинзите во пробаскетбол тренинг. Тоа ми беше прашањето, што подразбира тој индивидуален тренинг всушност за еден кошаркар? Така, значи како прво и основно јас тренирам заедно со нив. Значи јас работам исто колку и нив. Јас сум заморен исто и колку нив. Значи работиме на вежби и елементи кои јас обрнувам внимание до секој можен детал. Знаеме дека ситните работи, односно деталите ги прават нештата крупни и забележителни. Значи имаме специјални медицинки, односно мали медицинки кои се многу битни за кога ќе се направи еден елемент за заштита на играчот, се изведува елементот, па потоа се прифаќа медицинката, исто така и со тениско топче. Имаме специјални реквизити кои се високи околу 2,50 при изведување на скок, шут и така натаму за да му посмета на играчот. Работиме со баскети за психомоторна сила, значи работиме исто со имаме специјално нарачани скали кои се добри за футворк, агилити или работа со нозе, така да мислам дека е еден посебен начин на работа кој треба да биде задолжителен во кошаркарските кругови и тренинзи. Каде надвор функционира ова? Сте го виделе ли вие некаде надвор или нов начин на работа е и надвор од границите на Македонија или ова е нешто што кај нас не било имплементирано претходно? Така, значи знаеме дека кошарката никој ништо ново не измислил. Американците се тие кои се први во светот што воведуваат нешто ново во кошарката. Да, видено е од Америка, од момци кои работат со таков начин на тренирање. Меѓутоа треба да бидете спремен и подготвен за да го изведете тоа. Значи има работа каде што се работи односно тренинг каде што се работи со два баскета, активни нозе, активни раце, активно торзо, значи цело време да биде телото активно, да не се запоставува дали десната, дали левата рака. Ние тоа го вметнуваме овде. Да, видено е, не е копирано, меѓутоа е создадено. Сакам да направам некоја спојка помеѓу овој начин на европски тренинг и тој амерички. Значи, не можам да го дадам тој тренинг што го вовеле американците, да речеме, на некое дете што нема да се адаптира тоа, јасно нема основно познавање на технички кошаркарски елементи. Значи за секој играч е посебно се дозира на тренингот. Значи зборам од кошаркарски и физички аспект. И нормално според тоа се правам посебна програма за секој играч, ги посетувам на надпреварите каде што играат, гледам кои се недостатоците во играта на одреден играч и според тоа ја правам програмата и го концепирам тренингот. Каква е заинтересираноста во овој период додека работите вие? Има ли заинтересираност кај младите играчи да се развиваат на ваков начин, да ги дополнуваат тренинзите кои ги имаат во клубовите? Така, значи почнав со неколку дечиња што сакаат да тренираат индивидуално, познавајќи ги од клубот во кој бев 6 години екипен тренер. Меѓутоа бројката се повеќе рапидно се зголемува во пробаскетбол тренинг затоа што гледа дека само тоа е единствениот начин како може да се доведе на некој елемент до совршенство и како може да се напредне и како може да дојдат тие момци во репрезентацијата. Значи огромна е конкуренцијата во секоја генерација.
едно дете ако влезе, другото ако не влезе, а биле во поширок список и веќе тука се ствара некоја, да не кажам завис, меѓутоа желба за да се постигне и да се достигне нов успех. Ќе кажам дека Про баскетбол тренинг работи посветено, максимално одговорно и веќе мислам дека станува една задолжителна работа во кошарката, затоа што мислам дека само така успехот ќе биде евидентен и ќе се отслика кај оние играчи кои се членови на Про баскетбол тренинг. И јас сметам дека и понатаму ќе имам соработка со некои клубови, значи веќе почнав да имам соработка затоа што го гледаат начинот на кој се работи во Про баскетбол тренинг. Можам да кажам слободно дека претседателот на федерацијата исто беше во посета на Про баскетбол тренинг. Стојна Вангеловска, која знаеме која е во кошарката, сите беа позитивно изненадени од начинот на тренирање и ја мислам дека и понатаму Про баскетбол тренинг ќе стане и ќе биде дел задолжителен од репрезентацијата на Македонија. Кажи ми на еден тренинг што највеќе можете да научите и дали ви е напорен тренинг? Напорен е, доста напорен, но многу голема сериозност има. Многу вежби ни поставува. И кои техники ги учите? па крос ногаш, шут работиме. И зошто се одлучи да запишеш на Про баскетбол? За да напреднам во кошарка. Зошто се одлучи да тренираш на Про баскет тренинг? Бидејќи има многу ефективни тренинзи и многу добро се работи. Тренинзите ми помагаат во играњето во клубовите и во кошарката. Кажи ми како изгледа еден тренинг што го имате тука и што можеш највеќе да научиш од него? Можеш да научиш техника, скок, шут, баланс и други работи. Еден на еден. Тренер Тивица има многу внимание спрема нас, бидејќи сме по еден и по двајца во група. Јас гледам дека сум подобрен во мојот еден игра и во елементите за шут. За колку време отприлика вие сте се информирале? Сигурно онамо каде што сте се едуцирале за ваквиот начин на работа. Сигурно имате некакви податоци отприлика. Колку време треба за да се видат првите резултати? Првите резултати кои се сериозно видливи на терен. Вака сека. Значи, јас ќе кажам дека имам неколку репрезентативци кои членуваат во Про баскетбол тренинг, тоа се од 2002 годиште, 2000-2001 годиште. Знаеме дека еден елемент за да се усоврши потребно е 10 до 14.000 повторувања, зависно од кошаркарот, нели, и когнитивните својства. Значи, како тоа го прима, како го абсорбира и акумулира во себе, па како може да го изведе и така натаму. Значи, има доста комплексна вежби кои се тешки за изведување. Меѓутоа ќе кажам дека бара напорна работа и посветена. Не можам да кажам точно од кога до кога, меѓутоа некои си 7-8 месеци и до година дена веќе може тоа се да се примени во игра. Знаете што, јас на тренинзите во Про баскетбол тренинг не работам само на техничко усовршување, психомоторичко усовршување. Многу влијам на самодовербата на играчите. Знаете како е кога воопшто некој ќе ви даде комплимент или ќе ве пофали, па вие пријатно се чувствувате. Ви буди насмевки, а камоли на некое дете кое е изгубило самодоверба да му рече тренерот кој за него представува идол, ти си добар. Ти имаш можност да напреднеш, ти сакаш да работиш и ти ќе успееш. Знаете, мора постојано да ги фалите играчите, без разлика за кое годиште станува збор. Јас имав еден тренинг со Марко Симоновски, кој најдобриот шутер, можам да кажам, во АБА лигата, од МЗТ Скопје. Можам да кажам дека беше позитивно изненаден на овој иновативен начин и пристап на работа и дека на некој воопшто му дошло до идеја да направи нешто ново, да вметне нешто ново, нели? Во секоја работа се потребни новини. Што треба за да се сетите за ваква работа? Зашто никој друг не се сетил? Да ви кажам искрено, јас сум дипломиран професор по физичко и здравствено образование, магистар по економски науки на Универзитетот Свети Кирил и Методи, одсек предприемништво, креацијата која учевме на постдипломски студии, тие моменти на иновација, на креирање, нешто ме доведе до тоа. Бев, како што ви кажав, 6 години тренер во работнички и на тренинзите екипни, од еден час немаше доволно време да се посвети на, не знам, на секој дете посебно. Нема теоретски шанси. Знаеме дека 15 Така сите клубови претпоставувам и школите што секаде е така, да. 15 минути е загревањето, па нели почнува веќе тука
додавање, па 2 на 2, па 3 на 3, па 4 на 3, 5 на 5 тактики и така натаму. Да, стандарден тренинг. Ова е веќе некој друг тренинг. Добро, каде е изгубена таа нишка? Затоа што во клуб тренингот мора така да изгледа. Така. Плюс минус тоа е тренингот и суштината на тренинг, еден екипен кој што се прави во клубовите. Каде се губи нишката на тоа дека доаѓа до одредена фаза или возраст кошаркарите, а имаат проблеми со елементарни работи? Така. Зошто тоа се случува? Значи имаат проблеми со елементарни работи затоа што пред се мислам дека нема доволно квалитетен тренерски кадар. Значи не можеме кога станува збор за спорт да гледаме ниту партиска определба, нити па било каква друга. Значи се знае ако е квалитетен тренер, треба да биде квалитетен тренер и тој да работи со тие играчи. Има играчи овде кај мене што се 90 во пробаскетбол тренинг, 98 годишни родени, тоа се веќе 18 годишни деца и 19 кои имаат проблем со, не знам, со зауставување на шут, прием на топка. Имаат не знам одредени проблеми при двочекор изведување на лева рака. И ред други елементи сега да не ги споменувам. Значи, мислам дека доволно внимание не се посветува. Знаете како викаат дека сите тренери најлесно е да се работи со деца. Не, јас ќе кажам дека е најтешко. И од тука треба да се почне основата за да нели веќе кога ќе дојдат до 18-19 години, тие веќе чукаат на врата на прв тим, да не се лажеме. Тие треба да бидат репрезентативци. Тие треба да бидат носители на игра на еден клуб кој што се надпреварува во прва лига. А ние мислиме дека 25, 6, 7 години уште е млад. Значи тука веќе тоа доведува до заблуда. А каде е проблемот? Проблемот е дека не се обрнува внимание на оние елементарни кошаркарски елементи кои се од круцијално значење за нели да се даде некаков колосек за понатаму како во која насока да се движи играчот. Не работите многу долго, меѓутоа претпоставувам имате некаква визија како би се развивал овој ваш систем на работа. Така, не дека не работам многу долго, официјално со фан страна, со тоа зборувам, во тој аспект, такви работи, да. Меѓутоа јас, како што ви кажав претходно, дека бев 6 години тренер, цел живот бев кошаркар, имав повреда на коленото, па заради тоа се откажав, нели? И така натаму. Мислам дека ќе се развива како што течат работите, дека во многу позитивна насока, затоа што веќе видни личности од кошарката, како што го споменав председателот Пеца Нумовски, Стојна Вангеловска, дури кога беше овде Заре Марковски, кога беа присутни на тренингот, рекоа дека ваков тренинг до сега во нашиве рамки, значи во нашиве клубови, не виделе, дека е многу посебен и иновативен начин на работа. Мојата замисла е сега да со одредени тренери и во различни градови, не само во Скопје, да се направи еден систем на работа како мини семинар, да има тренерот, не знам, соработка 2 на 2 или 4 на 4 соработка и плюс едниот тренер да го објаснува тоа, јас да го објаснувам индивидуалниот начин на работа. Така да мислам дека ќе се развива во многу правилен колосек и мислам дека ќе има многу позитивни коментари како и до сега. Јас ви благодарам што одвојте време да гостувате на нашата програма. Се надевам во едина ќе се видиме повторно, па ќе кажете какви резултати сте постигнале. Можеби ќе видиме и некои од спортистите со вас. Така, ви благодарам на поканата. Почитувани, и тука завршува ова издание на Отвореното спортско студио на телевизија Нова. Ви благодарам за вниманието. Вие секако останете во продолжение на нашата програма. Пријатно!